Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски преку своите социјални мрежи им се обрати на граѓаните, како што наведе во изминатите неколку денови. Во делови од Газибаба било евидентирано значително загадување на амбиенталниот воздух, што оправдано предизвикала загриженост кај сите. Тој истакна дека сака јавно да информира за мерките што ги превземале и за активностите кои следуваат. Од првиот момент кога ја регистриравме оваа состојба, го задолжив секторот за инспекцијски работи да започне со вонредни инспекцијски контроли во застегнатите делови. Целта беше јасна: откривање на изворите на загадување и санкционирање на прекршителите. Како резултат изречени се глоби и изготвени записници за повеќе физички лица, за кои постојат докази дека го прекршиле законот, вели Стевковски. Тој најави пакет конкретни мерки и активности кои веднаш ќе започнуваат со имплементација. Порача дека нема компромис со прекршителите и дека ниту правил, ниту ќе прави компромис со оние кои го кршат законот. Загадувањето е кривично дело, тоа е напад врз нашето здравје. Воздухот го дишам и јас, како и моите две деца. Ве уверувам дека ќе направам се за да се откријат и казнат виновниците. Апелирам до сите граѓани и институции да се обединеме во оваа борба, порача Стевковски. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски сподели информации за нов пилот парк во општина Ѓорче Петров во Волково. Имено се работи за парк кој треба да биде осмислен со посебни содржини за деца, ученици и пензионери, се со цел поттикнување на меѓугенерацијска интеракција, рекреација и еколошка едукација. Општина Ѓорче Петров со гордост е дел од проектот Urban Green Leap, кој има за цел да ги поддржи малите и средни медитерански градови и општини во справувањето со климатските промени, спречување на ризици од катастрофи и заекнување на отпорноста, имајќи предвид дека урбаните подрачја се почесто се соочуваат со предизвици како што се загадувањето, преголемата урбанизација и екстремни временски појави, истакна Стојковски во својата објава на социјалните мрежи. Проектот обединува 10 партнери од земји членки и нечленки на Европската Унија, кои заеднички развиваат иновативни решенија за позелени и поотпорни урбани простори. Водечки партнер на проектот е општина Целје, Словенија. Другите партнери се Институтот за просторни политики на Словенија, општина Јанина во Грција, паркови во Хрватска, конзорциум од Италија, општина Ѓорче Петров од Македонија, општина Будва од Црна Гора, Италија, Шпанија, Универзитетот во Загреб, Факултет за шумарство и технологија на дрво од Хрватска. Вкупниот проект изнесува 2.388.555 евра. Финансирањето ќе биде од ЕУ фондовите и ќе изнесува 1.910.844 евра. Општина Центар продолжува со уредување на јавниот простор и подобрување на условите за рекреација и игра на Центар, цевелат од локалната самоуправа. Во изминатите денови поставени се нови детски реквизити и урбана опрема од канти и клупи на неколку локации низ општината, соопшти градоначалникот на Центар Горан Герасимовски. Во училишниот двор на општинското основно училиште Јохан Хајнрих Песталоци се поставени нови детски реквизити, нови кошаркарски табли, клупи и канти, обезбедувајќи безбедно и пријатно катче за игра и спорт за учениците и децата од околината. Уредено е детско игралиште со нови реквизити и опрема. Нови табли за баскет поставени се во населбата Пролет, на спортското игралиште кај Зеленото пазарче и на детското игралиште близу градската болница, каде што покрај кошаркарска табла поставени се и нови реквизити за игра. Како локална самоуправа вложуваме во простори кои го поттикнуваат здравиот развој на децата и младите, но и создаваат услови за дружење и активен живот во заедницата. Со овие мали, но значајни интервенции покажуваме дека грижата за секој дел од Центар е навистина приоритет, истакнува првиот човек на Центар. Градоначалникот на општина Аеродром Дејан Митевски најави 32 милиони денари инвестиција за нова спортска сала во Долно Лисиче. Како што наведе во својата објава на социјалните мрежи, се работи за капитален проект со кој општинското основно училиште Гоце Делчев во Долно Лисиче ја добива првата училишна спортска сала. Историски значаен момент, затоа што децата од ова училиште за прв пат добиваат нормални услови за настава по физичко образование, а жителите ново место за спорт и рекреација, истакна Митевски.
Еден од водечките светски артисти и продуценти и добитник на Греми наградата, Роџер Санчески, има концерт во општина Киселавота. Овој настан е во рамки на културното лето 2025 и роден ден на општината. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски посочува дека ова ќе го одбележи денот кој ќе остане запаметен и за кој долго ќе се зборува. Стартуваме на 26 јуни со почеток од 20 часот и 30 минути. Сите детали околу случувањата и изведувачите кои ќе настапат за време на 3-дневното одбележување ќе бидат презентирани на пресконференција. Подгответе се за ноќ исполнета со моќен хаос звук, енергија без граници, најдоброто лазер шоу и атмосфера која ќе се памети. 26 јуни, сала Расадник, 20 часот и 30 минути. Не го пропуштајте овој ексклузивен настап, напиша Ѓорѓиевски на социјалните мрежи. Таму е Скопје, град мој љубав ближе, што ми расте сни.